Министерот Арбен Таравари е загрижен за евроинтегративниот пат. Тој не очекува наскоро да се најде решение за блокадата. Не гледам брзо решавање на продолжување на патот на Македонија кон Европската Унија. Премиерот Мицковски со право има одредени услови кои што ги бара за да се случат уставните промени. Ја мислам дека сосема е во право тука. Таравари летото беше оптимист за отворање на преговарачките кластери кога се уште беше актуелна темата за евентуално напуштање на вреди на владата ако не се изгласаат уставните измени. А јас сум сигурен дека оваа влада ќе ги започне преговорите, а не сакам да бидам преамбициозен дека и би ги завршил во мандатот додека ќе има оваа влада. Според политичкиот аналитичар Благој Чатанасовски, прашањето за евроинтегративниот пат може да се одрази на вреди на претстојните локални избори. Плен како политичка коалиција тотално ги излажи, изманипулира и ги разочара веројатно своите гласачи кога наводно пред изборите лани па и потоа даваш условно кажано некој грейс период од 6 месеци, од 3 месеци, каде што ќе го условува своето учество со гласање, односно продолжување на евроинтеграциите и гласање на уставните измени. Гледаме дека од тоа нема ништо. Министерот Таравари повтори дека за вреди евроинтеграцијата останува приоритет, но за деблокада, како што додава, е најважен ставот на коалицијскиот партнер ВМРО-ДПМН кој има 58 пратеници, бидејќи без нив не е возможна промена на уставот.